продолжиме со Коринтијаните и ќе се надеваме дека ќе завршиме, тоест планирано да завршиме со 9 глава денеска. Темата која ја почнува некаде кон средината на 9 глава нема да заврши со крајот на 9 глава, зашто продолжува и понатаму да зборува за тоа во 10 глава. Инаку во неговата одбрана за обвинувањата кои ги добива, неговата служба за служењето во Коринт, обвинувањето кои го добива од коринтијаните, тој дава аргументи, дава одговор и објаснува, можеби ова е најдоброто објаснување кој тој го дава за неговиот живот, за неговата служба, која е филозофијата на неговото служење. И тој кажува што е неговата основна работа, тој сака да го проповеда Словото. Тој го прави тоа и поради фактот дека Христос му е дал, Господарот му е дал таа задача како настојник на Словото, но многу повеќе тој го прави тоа бидејќи се насладува, сака да гледа како тоа Слово спасува души, сака да биде учесник во службата на Светиот Дух за спасение и да искусува таа бескрајна радост кога гледа како Светиот Дух раѓа нови луѓе за Божјото царство. И затоа тој вложува се, станува слуга, станува се за сите и на секаков начин се обидува да придобие луѓе за Христос, поради таа голема радост што искусува. И тој продолжува кон крајот на оваа глава да говори за тој дава свое лично сведоштво, но повеќе мотивира сите останати исто така да се трудат, да трчат, да дадат се од себе за да добијат награда и тие да се насладат на награда. Всушност, она што поентата ми е да кажам дека во сите овие стихови апостол Павле говори за многу работа од негова страна, за многу труд и напор што тој вложува од своја страна. И тоа не се така согласува многу со некои современи учења, например, се популарно, бидејќи така одговара на луѓето во свет, на луѓето воопшто, се популарно учењето за хиперблагодат, кој има многу фалини, но едно од нив е дека христијаните не треба за ништо да се трудат во духовниот живот, благодатта прави се само од себе. И дури ако ти вложиш некој напор од себе, од своја страна, тоа е легализам. Ние сме фарисеи. Се прави благодат. Ние само така се. Благодата е како еден вид Red Bull, ти дава крилја. Ти ништо не правиш. Дури крилјата сами летаат. Ти не вложиш напор. Апостол Павле не би се согласил со тоа. И тој вели и во посебно оваа сцена последна што ни ја прикажува, подсетува на многу пот, многу напор, многу борба. Вложување на последниот атом на енергија во духовниот живот. За жал, таквото учење станува се по-интересно во светски рамки, она хиперблагодатта, зашто е привлечно, ти ништо не правиш, не се грижиш за ништо, Бог постои и суштината на постојањето на Бог е тебе ти само убаво во животот, ти да не те грижи ништо, да не се обременуваш со ништо. Стана популарно и во Македонија, сега има некоја конференција, се вика Млади и слободни, која уствари организација во Европа која го шири учењето на Джозеф Принц, он е главниот водач на учењето за хиперблагодат, сингапурецот Джозеф Принц, кој има и напишана книга Одредени за власт, и во таа книга тој ги опишува своите ставови, своите учења, кои се во основата на современото учење за хиперблагодат. Но апостол Павле, како што кажа последната метафора, говори за, не пренесува во оние арени, грчко-римски арени, каде што имало борилишта за атлетски игри. Во древните олимписки арени немало само атлетика, трчање, таму имало бокс, имало и борење,
И затоа овдека апостол Павле ке видиме користи не само сцена од трка, туку и од ринг. Тоа збори за мафтање, нокаутирање и така натаму. Но во секој случај арените на таквите надпреварувања биле полни со усилби, еуфорични навивања, биле полни со навивачи и можеби соодветна е сликата оние што биле во Јана Сандански салата, кога гледале надпревари Вардар Веспрем. Знаете што е на тримбините и знаете што е на теренот. Борба до последната секунда за победа, за освојување на бодови. Тоа е била сликата и на тие арени на Олимписките игри. И за коринтијаните била посебно позната сликата, зашто они имале една многу голема арена на кој се одигрувале ихтиемански, така наречени игри, кои биле многу познати и конкурирале на Олимписките игри од Пелопонес. Тие игри по масовност, по посетеност, по бројност на надпреварувачи биле втори по популарност во древноста, заедно со Олимписките игри. Коринтијаните, тие игри се одржувале во чест на богот на морето Посеидон. Коринтијаните биле горди на тие нивни игри и кога на секој 2 години се одржувале, ги полнеле арените и навивале. Така да апостол Павле, кога ја користи таа метафора овдека, им нуди нешто што е многу познато. И кога христијанскиот живот го споредува со она што се случува на борилиштата во тие арени, тоа им говори на христијаните во црквата. Разбираат што сака да им каже. Им вели, вашиот живот е трка, христијанскиот живот е трка. Трка во кој што има и напорен тренинг, но има и напорно учество. Трка во која се дава се од себе до крајот, додека не се стигне до целта. Трка во која што нема откажување. Тоа не е трка на 100 метри, трка до крај. Поминување на целта. И не се трчи туку така таа трка, туку таа трка се трчи за да се добие на крајот награда. Христијанинот трча со мислата дека на крајот треба да освои награда. Треба да добие на крајот во таа трка. Обично во трките има послаби надпреварувачи, ги нарекуваат оние послабите зајаци, оние водат на почетните метри, диктираат темпо, знаат дека нема шанси и они се таму само колку да учествуваат. За нив важно е учеството. Христијанската трка е поинаква. Ние како учесници во таа трка не учествуваме само за да учествуваме. Мотото на оној, како се викаше французинот, не е важно да се победи, важно да се учествува, не важи за христијанството. Важно е да се победи. Секој учествува за награда. Наградата е важна. И апостол Павле тоа го акцентира во овој текст. И говори за целта на трката, наградата, говори за тоа како треба да се трча, тоест за една опасност. Во древноста не се користел зборот дисквалификација, туку се користел зборот трагедија. Трагедијата е кога надпреварувачот ќе биде испарен, исклучен од трката поради некоја причина. Имало различни причини, тој толку се трудел и на крајот исклучувањето носило и казна за надпреварувачот. Денес нема казни и тоа било трагедија. И апостол Павле говори за една своја трагедија од која се плаши. Самиот тој да не биде отфрлен од трката и на крајот ќе видиме говори и за еден тренинг кој е неопходен за да не се случи трагедијата, туку да добиеме на крајот награда. Значи овдека Павле е како еден вид тренер за коринтијаните, тренер кој им дава еден режим соодветен за тренирање, кој ќе треба да помогне успешно да ја трчаме трката и на крај да добиеме награда. Тоа е целта на секој што трчи, освојување на награда. Не знаете ли
дека оние што се надпреваруваат на стадион трчаат сите, но само еден добива награда. Па така трчите како оној што трча за награда. И вие трчајте за да добиете награда. Секој надпреварувач се воздржува од се. Тие за да добият распадлив венец, а ние нераспадлив. Значи, овој 25 стих ја дава мотивацијата. Прави еден контраст. Вели, оние што трчаат на стадионите, тие трчаат, го даваат максимум од секој од нив. И тоа го прават заради нераспадлив венец. И тој тука ги има во предвид не само тркачи, туку и оние што се борат, оние што учествуваат во бокс мечовите, во древните такви надпреварувања, даваат се од себе и што? Да на краја да добијат распадлив венец. Колку повеќе, вели апостол Павле, ние треба да се трудиме зашто наградата што ќе ја добиеме не е распадлив венец, туку вечна награда. Во древноста надпреварувачите добивале лавров венец. Тоа било плетено гранче, немало правило од какво дрво да биде, во зависност тоа кај нели се одржува надпреварот и какви дрва има. Некогаш се користели и гранчиња од растенија. И тоа така поекзотични, од некој дури се правило и супи и салати, такви гранчиња. И надпреварувачите трчаат, прво тренираат до исцрпување, секој тренинг е исцрпувачки тренинг, и на крајот кога ќе дојде трката и даваат последните грамови, атоми од силата, за на крајот да им стави некој венец кој дали ќе трае една недела. Знаете колку може да трае едно гранче или едно растение скинато. Се исуши. Или апостол Павле, тие дават се од себе за еден таков распадлив венец. Ние имаме нераспадлив кој е исплетен од вечна правда и вечна слава. И кога со Божјата благодат ќе ја поминете целта, ќе добиете таков нераспадлив венец. Затоа трчајте. И трчајте за награда, не било како, за награда трчајте. И ова не е прв пат во ова послание апостол Павле да мотивира кон вечна награда. Тоа го направи во 3 глава, само што таму метафората беше поинаква. Целта е иста, поентата е иста. Овде дека говори за трка, таму говори за градење на храм, за зграда. И вели, сите ние сме учесници во градбата. Меѓутоа, некои градат со дрво, сено или слама, а некои градат со злато, сребро и скапоцени камења. И што е на крајот поентата на метафората? Оние што граделе со слама, дрво, сено, на крајот, кога ќе стигне нели проверката, ќе изгори се. И они ќе видат сведоци како се им отишло во оган. Ќе останат без ништо. Оние што граделе со злато, сребро, скапоцени камења, се останува во вечноста. И затоа вели, градате со она што останува во вечноста, за да имате таму награда. И овдека е истата поента. Трчајте за да имате награда. Мотивацијата и во двата случаи истата. Сега, кога говориме за христијански живот кој се живее за некаква награда, може да звучи нескромно. Сепак, нели, ние како христијани сме скромни, тоест велиме дека единствената наша мотивација за да бидеме покорни на Христос, да ги исполнуваме заповедите, да живееме вистински живот, треба да биде благодарноста кон неговата жртва, за она што го направил. И навистина тоа треба да биде основниот мотив, главниот мотив. Навистина Христос умре на крстот за нас, го зеде гневот врз себе, Божиот гнев, и не спаси, ни даде вечен живот. И основниот императив, основната мотивација за нашата покорност, за нашата служба, за трчањето, треба да биде благодарноста. Но тоа не е единствениот мотив, вели апостол Павле. И не е нескромно да кажеме дека ние трчаме од благодарност, но трчаме и за награда. Нашиот поглед не треба да биде свртен само назад, кон Христос на крстот.
Да, Христос беше на крстот и нашиот поглед треба да биде кон крстот, зашто оттаму доаѓа се спасението, благодата и силата дури, за да трчаме таа трка. Меѓутоа, нашиот поглед треба да биде и напред, кон целната линија. Апостол Павле и овдека, па и во посланието, оно што го напишал, претпоставуваме Павле, Евреите, 12 глава, говори за еден фокус кон целта. А таму пак е Христос и на целта. Христос и на крстот, но тој не чека и таму, кога ќе поминеме целната линија. И која е наградата всушност, најголемата награда? Вечниот живот со Христос. Можност да ја гледаме неговата слава во вечноста. Таа е таа награда. Таму не чека Христос и таму ќе бидеме ние наградани со таа иста слава. Таму ние ќе бидеме облечени во вечна слава. Ќе бидеме наградени со можноста да го гледаме лице в лице нашиот Спасител и да бидеме слични каков што е тој. И тоа е голема мотивација, тоа е голема награда. И затоа овдека апостол Павле говори, и не само овдека, за самиот себе си. Тој овдека пишува за коринтијаните како да трчат. Меѓутоа тој самиот себе вели дека трча за награда. И кажува во Филипијаните 3 глава 12 до 14. Се стремам да го достигнам она со кој Христос ме достигна мене. Христос нас не достигна на крстот за одредено нешто. И вели Павле, кога кажува се стремам, зборот е давам се од себе, максимални усилби, за да го достигнам она за кое што Христос мене ме достигна. Христос ме достигна за нешто. Тој веќе за мене освоил, стекнал спасение и се друго она што секој друг бенефит што е вклучен во спасението. Ама јас самиот трчам, давам се од себе да го достигнам она што веќе Христос го достигна за мене. Христос даде во спасението еден огромен рудник со богатство. И вели Павле, јас копам да експлоатирам колку што може повеќе од она што Христос нели го стекна за мене. И продолжува, и не мислам дека сум го достигнал тоа, но едно правам, го заборавам она што е зад мене, се стремам кон она што е пред мене, трчам кон целта, кон наградата на горното призвание од Бога во Исус Христос. Трчам. И сите зборови што овде апостол Павле ги користи, има еден збор диоко, кој значи трчање, како што трча едноживотно по пленот. Трча со сите сили. Најбрзиот старт го користи и темпото за да го достигне она по кој што трча. Максимални, нели, напори. На крајот на животот апостол Павле, кога веќе стар човек, во тоа време, денешни услови 60-65 години не е стар, но во тоа време веќе на таа возраст биле старци и Павле всушност е и пред крајот на животот. И кога пишува на неговото духовно чедо Тимотеј, вели, тоа е веќе тука скоро пред целната линија, на прагот на целта, на крајот на животот, и вели понатаму ме очекува венецот на правдата, што ќе ми го даде во оној ден Господ, праведниот судија. И не само на мене, туку и на сите кои се радуваат на неговото појавување. Тоа е пред целната линија и има мир во себе и сигурност. Во Коринтијаните не е толку сигурен, ќе видиме, но овдека веќе е целосно сигурен. Зошто е целосно сигурен? Зошто знае дека е пред крајот, знае дека му завршува животот, затоа слушавме, нели, скоро кога го изучувавме посланието, но е спокоен, зашто од моментот кога оној со пиштолот дава старт на трката, стартер се вика, нели, тој човек, од тој момент Павле трча максимално. Трчал цело време, со сите целосно посветен, и сега веќе пред крајот на трката тој е способен, знаејќи дека преку целиот живот тој дал се од себе во таа трка. И знае дека сигурно го очекува наградата, венецот на правдата. И прашање всушност, идејата овдека е како трчаме, со какво темпо трчаме ние. Овдека може би да ја вметнеме она историјата со Ерик Лидл, оној познатиот надпреварувач, британски надпреварувач, атлетичар,
од 1924 година, кој учествувал на Олимписките игри во Франција. Тој бил христијанин и надпреварувач на спринтер на 100 метри. Тоа била неговата дисциплина. И тој се спремал долго време за трката за 100 метри на Олимпијадата во Франција. Меѓутоа, трката ја закажале за недела. И тој како христијанин одбил да трча во недела. Рекол, недела е време за црква, јас одам во црква. Го молеле, го обедувале, толку време се спремаше за трка, се тренираше и сега ќе ја пропуштиш трката. И тој рекол, добро, ќе ја пропуштам во недела, еве ќе трчам во понеделник. Но во понеделник е трка на 400 метри. Ти си тркач спринтер на 100 метри. Не може тркач, нема шанси тркач на 100 метри да учества на трка на 400 метри. Тој рекол, не одам, јас си одам на црква. И така бил. Одишол на црква. Во понеделник се пријавил за трката на 400 метри. Никој не очекувал ништо од него. И што се случило кога почнал да трча? Првите 100 метри ги истрчал со таква брзина, што го срушил светскиот рекорд на 100 метри. И сите кажале, добро, тој е тркач на 100 метри, ама веќе следните 200 метри ќе папса, зашто тие се така тренирани, трчаат брзо 100 метри. На 200 метри кога стигнал, го соборил рекордот што претходниот ден на трката на 200 метри бил соборен. И сите кажале, тоа е максимумот. Кога стигнал до 400 метри, го соборил рекордот и на 400 метри. И станал шампион светски на 400 метри. Соборувајќи ги сите рекорди во таа трка, што до тој момент биле постигнувани. Се разбира, ти не му се важат, зашто тој трча на 400 метри. Не му се брои тоа. Но тоа е единствен случај во новата историја на надпреварување. Некој човек на 400 метри да трча побрзо од тркачите на 100 метри или 200 метри. Но тоа е само, нели, оној познатиот спортскиот дел, оној што го знаат спортистите во светот на спортот. Лидл после таа трка се посветил на мисионерски живот. Со семејството отишол во Кина и таму служил меѓу кинезите. Тоа било време кога Јапонија ја окупирала Кина, почнала војна, го преместил семејството на безбедно во Канада, но тоа останал. Како британски државјанин, тоест како државјанин на држава која во Втората светска војна била на страната на алијансата против Германија и Јапонија, бил затворен од јапонците. И останал така неколку години во затвор. Еден момент му било, Черчил многу работел за неговото ослободување и успеал да издейства ослободување од јапонски затвор во Кина. И кога добила, нели, ова дозволата или решението го добил, се испазарил со затворските власти на негово место да биде ослободена бремена жена, кинескиня, а тој да остане во затвор. И останал во затвор. И таму умрал. Умрал скоро пред крајот на војната. Некој затвореник, пишувајќи, нели, давајќи сведоштво за животот што го имал покрај Ерик Лидл, вели, тој ми даде 2 големи подарока. Едниот е патиките со кој трчаше, но вика и тоа не е најголемиот. Вика поважен е вториот. Тој вика ми ја предаде штафетата на простување. Тој ме научи како да им простувам на луѓето, дури и на јапонците, и како да се молам за нивното спасение. Сега да се вратиме, нели, на трк. Неговиот до крајот тој останува верен на Бог. Верен, посветено да служи за таа вечна награда. Кога го прашале за трката, како успел да истрчи така, тој вели, да ви кажам, решив уште на почетокот да трчам со сета сила, да дадам се од себе. И со Божјата сила ги истрчав 400 метри. Тоа е филозофијата што апостол Павле ни ја прикажува овдека. Неговата филозофија на животот. Јас давам се од себе. Последниот атом сила. А другото го прави Божјата благодат. Со Божјата благодат ги постигнувам сите тие работи. Давајки или се од себе. Во трките,
оние што ги гледаме на спортските надпревари, се темпира трчањето. Не. Почнуваат така побавно, не се трошат на почеток, зависни ли ако е 100 метри трката, дават се преку целата трка се од себе. Меѓутоа, ако го има долги трки, на крајот, нели, дават се од себе. Во христијанската трка некако обратно се случуваат работите. Кога некој ќе поверува, тргнува така по-експлозивно, но некако со текот на времето темпото паѓа. И за на крајот може би сосема да падне. Дури нели некој има такви христијани со таква филозофија на служењето кои велат доволно јас работев, служев, сега другите нека продолжат. Другите таму каде што јас сум застанал. Нема откажување од трката до крајот на животот. Павле за себе вели до крајот на животот. Пред смртта тој вели трчав, посветено целиот живот. Нема паузирање во таа трка. Тоа е трка во која се даваш до крајот. Нема темпирање на брзината. Се, како што вели Лиза, од почеткот, од првиот до 400 метар. А Бог, по Божјата, по благодат, ми помага да го истрчам максимално брзо и на крајот да ја добием наградата. Павле во еден момент, во 26 стих вели: јас пак така трчам, но некако без цел, не се борам како оној што удира во ветер и тока се враќа, тоест не пренесува на боксерскиот ринг. Немам празни замови, празни удари. Не си ја трошам силата напразно, туку се што правам, секој мој потек, секој удар, секој чекор, се е насочено кон славата на Христос и минувањето на целната линија. Секој мој грам на енергија е даден, вложен во таа трка, за на крајот да биде освоена наградата. Не се трошам напразно, не трошам енергија напразно. Се е во рамките, нели, во служба на таа трка. Ајде да видим трагедијата за која говори, која малку е така конфузна, збунувачка за нас, но Павле се соживува со тоа што го пишува целосно. Вели го истоштувам и го поробувам телото, да проповедајќи им на другите, да не бидам и самиот отврлен. Збунува тоа. Павле говори за отврленост или зборот е дисквалификација, ако сакаме така ние да го преведеме на современ јазик. Ке го видиме, нели, зборот и во оригиналот, адокимос, но ако Павле, тука Павле ова послание го пишува некаде почетокот на 60-тите години. Павле како да не е, како да страува дека тој самиот може да биде дисквалификуван. На крајот во Тимотеј веќе сосема сигурен. Но овдека има кај него некој сомнеш. И сега си викаме, ако тој, големиот проповедник, не биде награден, тогаш што останало за нас? Овие прашања се легитимни и всушност Павле сака да каже овдека. Може некој да биде како мене добар служител, проповедник, кој ќе восхитува други, ќе мотивира други, ќе привлекува други, дури и ќе води до спасение, но пак да биде отврлен или дисквалификуван. Зборот е овдека важен, а докимос, значи, докимацо или докимос е поприсутен збор, ова е ретко се користи, но почесто се користи зборот докимос, од кој доаѓа зборот документ, не е. Зборот докимос или докимацо се користи во они случаеви, като например Јаков почнува с неговото послание, првите стихови со искушенијата, блажни се оние кои, нели, страдаат од испитани, искушени, зашто сето тоа ги прави на крајот, не ги ја проверува и утврдува нашето граје трпение, утврдува верата, на крајот ги прави непорочни без недостаток. И во Петар истиот збор се користи, тоа значи проверување, тестирање и на крајот да се покаже дека тоа е правилно, исправно, тоест вистинито е, докажано е, истестирано е. А зборот пак адокимос е спротивен, е негација, тоа говори за нешто лажно, фалшливо, безвредно, тоа нешто што не ја дава, не ја постига целта.
се користи за монетите, кои, например, златникот треба да од злато, но имало и во тоа време лажни златници. И лажниот златник бил нарекуван адокимос, лажен златник, или лажен сребреник, или фалшлива пара. Тоа е фалсификат. Апостол Павле вели, зборот е тој, јас правам се од себе, давам се од себе, зборовите во првиот дел на стихот истоштувам, поробувам телото, после ќе ги видиме се многу силни. Правам се за да јас на крајот не се покажам како фалшлив, како лажен, како безвреден. Истиот збор се користи во Евреите 6:8, во кој што се опишува почва од која или ниво од која се очекувало богат род, но на крајот дала само трње и боцки, вели, а она што дава трни боцки, таа е непотребна, и тука е зборот, нели, адокимос искористен, непотребна, поправилно би било да се преведе како лажна надеж, лажна, и близо е до проклетството кој завршува со изгорување на крај. И оваа, нели, исто метафора што се користи, пак се дава во таа смисла, нели, како што Павле говори овдека во Коринтијаните. Тоа Павле не сака да се покаже како пуста земја од која се очекува жетва богата, но кога доаѓа времето за жетвата да биде фрлен српот, се открива само боцки и како пише, трне и боцки, да. Сега, ваков страв постои кај апостол Павле. И не е стравот не е нереален тој страв за секого. Сега, не навлегувам овдека сигурност во спасение или такви работи, но апостол Павле, ако продолжите во 10 глава, ќе видите дека поентата, зашто продолжува овој текст, тој се навраќа во историјата со еврејскиот народ и вели, тие отпаднаа во пустината, не ја поминаат целата линија ветената земја, поради гревови. И таму тој избројува кои гревови ги сопнаа на патот кон ветената земја. И контекст овдека токму е тоа. Таа будност што треба да ја има тркачот, гревот да не го спречи и да отпадне од трката. Во историјата и во современата историја, во светски рамки, има проповедници, има служители кои биле многу познати, кои изградиле големи служења. Служења преку кои многу луѓе дошле до верата и изградиле служители и така натаму. И многу од нив пропаднале. Има таков еден случај кој Лирдан ли се викаше, беше так голем служител, кој после не знам колку 20 години, многу успешна служба, на крајот рече, јас сум хомосексуалец. И не знам дали уште жив тој човек. Еден друг пак исто така го фатија во многу афери, како се викаше и тој, и ништо не стана од неговата служба, и финансиски, и со жени афери имаше. Еден се изврши самоубиство од тие големи служители. Неа завршија трката. Ги сопна гревот, патот. Апостол Павле вели, ние треба да даваме се од себе. Се од себе. Да не сметаме како што, тоа е проблемот на хиперблагодата. Ви не треба, не постојат закони веќе. Они се отврлат дури потребата христијанот да ги пази 10 заповеди. Не, тие не се потребни за христијанот. 10 заповеди само го држат во робство, во вина, го прават да се чувства непријатно. А ние треба да се чувствуваме сегаш радосни и пријатни. Никаква усилба. Не постои веќе никаква заповед. Тоа е она што го вели Исус Христос на луѓето околу него, зошто ме нарекувате Господи, Господи, а не ги завршувате моите заповеди. Джозеф Принц вели, тоа се однесува за тие во тоа време. Од смртта на Христос веќе не се однесува тоа за нас. Таквата представа за христијанството води до паѓање. Павле вели, се даваме од себе, додека не ја минеме линијата. Зошто
Опасноста од дисквалификација е реална. Да не се случи ние кои покажуваме кај е водата во пустината на животот, самите на крајот да не стигнеме да пиеме од него. А за да не се случи тоа, апостол Павле говори за еден тренинг. Многу важен тренинг. Вели, секој надпреварувач се воздржува од се. Во древноста, надпреварувачите, оние што биле пријавени или што биле избирани да учествуваат, биле ослободувани од многу должности во општеството, меѓутоа требало да дадат свечна заклетва дека ќе тренираат посветено. И се заветувале и ги наблюдувале. Ако некој забушава, не тренира како што треба, бил казнуван и исфрлан од натамошните надпревари. Павле вели, и затоа тој кажува, тој ги имав предвид тие надпреварувачи, кои давале заклетва дека ќе тренираат максимално посветено. Они вели се воздржуваат од се. И тука зборот воздржуваат може да се преведи и како дисциплина или самоконтрола. Тоест имаат режим на живот, имаат тренинг до исцрпување, имаат режим на исхрана, режим на спиење, тоест се во животот подредуваат на нивниот успех. Кога нешто има, они гледат и пресметуваат. Ова, ако ми помогне да бидам побрз, посилен, поуспешен, ќе го правам. Ако ме сопира во мојот пат, ќе го тргнам. А во суштина пак, во сето тоа се страстите, желбите или гревот. Тоа има во предвид апостол Павле. Зашто во продолжение многу јасно, на почетокот на 10 глава тој говори за гревови. Марморење, идолопоклонство, блудство и така натаму. Враќајќи се на пустињата, кои гревови ги им наштетија на евреите во пустињата да не стигнат до ветената земја. И овдека Павле продолжува, кога нели говори за таа воздржливост и дисциплина, јас самиот го истоштувам и го поробувам телото. И тука користи два екстремни збора. Што значи да го поробува телото? Или да го истоштува? Зборот поробува е буквално зборот дулос. Познат збор, роб, дулос. Го држам телото во робство. Јас сум господарот на моето тело. И како господар, јас решавам што ќе прави телото. Што поробува? Поробува страстите, гревот, копнежот кон грев. Она што ќе не сопира или ќе ни пречи успешно да трчаме. А другиот збор пак е уште по-така екстремен, зборот хипопиадзо, тој значи хипоудар, силен удар. И тој збор се користел во оние боксерските рингови за ударите кои го зашеметувале и го нокаутирале противникот. Тоа значи, не знам, директ некој така што ќе те тресне од земја. Вели, го држам во нокаут моето тело. Тоа е збор. Дали малку сега е екстремно како да има некој аскетизам кај него или самоповредување. Не е самоповредување. Тој не се тепа со боксови, туку страстите, гревот, се обидува такви удари да им задава за да го држи сето тоа во робство, под контрола. Зашто знае дека ако тој не удира врз гревот, гревот ќе удира врз него. Ако тој не го држи во нокаут гревот него ќе го нокаутира. Вели се борам, буквално се боксирам со телото. Кога зборам за тело, не мислам физичко тело, нели мислам на страстите. Сум во арена, во боксерска арена, во која водам војна се со цел да го држам под контрола телото и да се посветам да трчам максимално силно. Нема примирие, нема одмор. Во древноста, кога се боксирале без пауза и додека едниот не падне. После, нели, се уведени тие одмори по една минута. Вели, нема пауза, нема прекин, додека едниот не падне. А Павле е сигурен дека со Божјата помош тој ќе остане на нозе.
Гревот ќе биде тој кој што ќе падне. Ако сме склучили пример или ако во таа долга борба сме си кажа доста е веќе, не можам, крај, се откажувам, Павле вели нема откажување. Ако се откажеш, ќе паднеш, крај. Нема откажување, продолжуваме. Џон Овен вели или ќе губиеш гревот, или гревот ќе те убие. Тоа е, нема трета опција, нема примирје, нема средина. Или го убиваш, или ќе те убие. И тоа е предупредувањето на апостол Павле. Ние сме вклучени во војна. Со која војуваме? Во која војуваме, нели, со страстите, со гревот, со искушенијата. И во таа војна гледаме кон Христос. Тоа е почетокот и завршителот на верата. Тоа е што не чека, тоа е наградата, големата награда. И во таа војна нашите очи се вперени кон него. И во моментите кога станува веќе сериозна борбата и се чувствуваме истоштени, фокусот кон Христос ни ја враќа надежда, дека со неговата сила можеме да победиме. Кога гревот ќе ни зададе тој некој силен удар, повторно Христос е тука да не крене и да ни помогне да продолжиме. Зошто нема примирје, нема откажување, а верата во Христос ни гарантира дека на крајот ќе стигнеме целната линија и на крајот ќе не чека наградата. Навистина благодатта е таа која ќе не доведе до крај. Божјата сила ќе не доведе до крај, да победиме. Но Божјата благодат бара од нас секојдневно негување на истреност, издржливост, дисциплина, самоконтрола. Така Павле ги комбинира тие работи овдека. Ако ние ако не го даваме се она што треба да го дадеме од нас, опасноста, вели, е на крај, или ако се откажеме, на крајот може да бидеме и дисквалификувани. Затоа Господ да ни дава сила, да ни дава мудрост, трпение, истреност, за да можеме како апостолот да речеме спокојни сме. Знам дека добро трчав до крај, до последниот момент и сега ме чека награда.